Добре, во видео кој ќе видиме така првиот текст е трогателен, така да апаратовски или тежи ми се. Така да сега ќе читаме една книга, не ви го кажам името на авторот и книгата бидејќи не е дозволено, така да сега ќе ви читам. Прв дел, разделба. Марија и Гоце беа последен пат заедно. Марија е млада девојка на околу 20 години, русокоса, со темна сини очи и румено лице и не премногу висока, но и прениска. Би можело да се рече дека е убава. Ќерка на богатиот бизнисмен Петар Костов, кој поседува неколку хотели, ресторани и голема фирма за увоз и извоз. Гоце е симпатичен дечко на околу 23 години. Висок, но не со кошаркарска висина, со црна коса и црни очи. За разлика од Марија, Гоце потекнува од сиромашно семејство. Сина на рудерот Здравко Антониев. Нивната љубов беше голема и траеше веќе 2 години. Но оваа љубов беше вистинска и силна, страстна и сепак беше тајна љубов. Марија и Гоце се среќаваа зашто Петар Костов не да залуваше ова врска, иако младите инсистираа за брак, тоа да однесување кон него беше страшно нешто, што неговата ќерка единица да се омоши за син на сиромашен рудер. Младите се бораа, но откако видеа дека не постои никакво решение и не постојат можности за да бидат во брак, Гоце реши да замине во некоја друга земја за да заработи пари и да се врати, надевајќи се дека ќе добијат согласност од Костов за нивниот брак. Не дека на овие млади им беа потребни пари, туку благословот. Благословот на таткото кој беше невозможно ниту вака, ниту така тајно да се венчат наспроти волјата на таткото, зашто финансиски не би можеле да издржуваат, како што во случај со други несретни љубовни врски во нашата земја, кој што може да се отвори врата за работа, но на многу млади луѓе за да можат да опстанат и да си го креираат животот. Марија постојано трпееше и плачеше и знаеше што да рече. Ќе одам во Италија, сигурно ќе најдам работа. Ќе работам и ќе штедам, ако ќе заштедам доволно, ќе се вратам и ќе те побарам од татко ти за жена. Тоа сигурно ќе дозволи за нашата љубов да биде висина, рече Гоце. А дотогаш што ќе се случи со нас тогаш, праша Марија. Не откривајќи ја својата мисла, мислеше дека ќе се случи и неа, што ќе се случи со неа и бебето што треба да се роди за 6 месеци. Гоце не знаеше дека таа е бремена, не сакаше да му каже зашто се плашеше дека нема да замине во Италија и дека може да се случи нешто лошо, зашто нејзиниот татко беше човек кој беше подготвен и на најлошото. Ќе мораме да бидеме трпеливи. Јас ќе ти пишувам, може би понекогаш и ќе се јавам, одговори Гоце. Марија почна силно да липа, а Гоце ја взеде прегратки и се обагнаше и ги бришаше солзите. Потоа го извади синџирчето од својот врат, кој висеше во срце и имаше слика од Марија, и го поклони со срцето од синџирчето на Марија, кој имаше слика од Ѓоко и од Гоце, кој ги ставија на вратот на Марија. По оваа средба Гоце со неговиот пријател Владко замина во Италија, надевајќи се дека таму ќе најде решението за својот проблем, не знаејќи се што ќе се очекува од него и од неговата сакана Марија. По 6 месеци од последната средба на Марија и на Гоце, Марија доби силни болки во грбот, а потоа и во стомакот. Таа почувствува силен страв во срцето. Целата се тресеше.
се плаше не од страв, се плашеше од страв дека породилните и родилните болки туку се страв за нејзиното дете, дека треба да се роди. Не знаеше се уште што ја чека. Но потоа после една долга краница со таткото и рече: "Тоа копиле нема да влезе под мојот покрив." Таткото и кога дозна дека е бремена, сакаше Марија да ја абортира, но докторите не го дозволија тоа, што веќе беше во 5-тиот месец. По 5-тиот месец на бременоста татко ја однесе кај тетка и во Скопје. За да не се дознае бременоста на Марија во нивниот град, откако таа ги доби болките и тетка ја однесе во болница. Низината тетка и сестрата на татко и беше злобна колку и татко, може уште позлобна. Додека Марија престојуваше во низината куќа, постојано ја навредуваше и ја тераше да работи тешки работи со цел да го загуби бебето. Но тоа не се случи. Така и сега кога ја однесе во болница и рече: "Плачеш, клетнице, не мислеше што те чека кога го правиш ова детиште." Во болницата и рекол во текот на следните 4 часа дека треба да се породи. А Марија постојано плачеше и посакуваше да не се породи, да умрат и таа и бебето, зашто не види што ќе се случи со низиното чита. По 13 часот кога ја несла во болницата, Марија се породи. За низината поголема несреќа таа роди здрави близначиња, момче и девојче, а наредниот ден ги однесла во дом за сирачиња. Сите мислеа дека спие и дека не може да стане по тешкото поредување. Кога ги однесла бебињата во низината соба, кога остана само во собата, во своите штотуку родени бебиња, Марија, иако се уште имаше силни болки од поредувањето, стана и полека, се доближуваше до крајчињата на близнаците. Ги гледа. Беа толку многу малечки, толку мали, толку мили, толку невини суштества кои ја заслужуваат љубовта на своите родители. А наместо тоа, од самото доаѓање од белиот свет осудени на страдање. Па момци, девојки и дечиња, тоа беше тоа за Леле Апаратов. Момци, девојки и дечиња, тоа беше тоа за видео. Се надевам дека ви се допадна ово видео. Ако ви се допадна, оставете лайк, subscribe, а не се гледаме во следно видео. Peace, бро. Ве сака една стана.